Стадион. Емисија за вашата вистина. Сашо Клековски, аналитичар. Добар ден и за вас. Добар ден. Ај вака веднаш да почнеме. Како ти наликува ова предизборна атмосфера? Кандидатурите горе-долу се знаат, освен 2-3 града. Има интересни случувања, има доста нови кандидати. Ајде да почнеме со коалициите. Дали на овој начин можеме да кажеме дека се релаксираат меѓуетничките односи? Дефинитивно, и можеби ова е некој вовет за заеднички настап без разлика на етничката боја на партиите, еве на некоја идеолошка основа или на програмска, на наредни парламентарни избори. Секако дека се релаксираат меѓуетничките односи ако на изборите настапуваме во идеолошки блокови во меѓуетнички коалиции. Ние фактички со оваа одлука за коалицирање на ВМРО, ДПМН и Алијанса на албанците алтернатива се враќаме назад во 2008 година, кога водееше коалицијата ВМРО, ДПМН и ДПА, и на инсистирање на дуи наместо да тргнеме по еден идеолошки пат каде што ќе има два блока, ВМРО, ДПМН, ДПА и СДСМ дуи, на инсистирање на дуи заради нивното мнозинство во парламентот, добивме една хибридна ситуација каде што дуи не е ни левица ни десница, не е ни центар, нема идеолошка матрица, единствена матрица е да биде во власта. Доколку овој развој ги надмина овие избори, да имаме не на страна СДСМ дуи на левицата и ВМРО, ДПМН алијанса на десницата, тоа може да биде добро и здраво за Македонија. Интересира кој е вашето мислење за кандидатурите, за личностите. Интересни комбинации. Куманово, дали поради внатре-партиски причини, дали поради нешто друго, актуелниот градоначалник оди независен, СДСМ друг предлага. Во Скопје ВМРО не излегува со кандидат, поддржува независен кандидат. Во центар исто така. Повелете. По едно летно односко започнување на распишувањето на изборите, кога добар дел од лидерите на политичките партии беа одмори кога Тала Џафери ги распиша изборите, лека по лека влегуваме во едно загревање за предизборната кампања, каде што користејќи дупката во законот дека не се потврдат кандидатите, нивното представување окей, ете видовме можност да ги видиме повеќето кандидати и морам да кажам има доста разместување во однос на очекувањата. Прво во СДСМ како владеачка партија има релативно доста постоечки градоначалници кои не се кандидирани. И се од една страна тоа може да се толкува како освежување на СДСМ, меѓутоа од друга страна може да се толкува како критика на работата, досегашната работа на градоначалниците, бидејќи во големи општини не се кандидираат постоечките градоначалници. Кај ВМРО, ДПМН новината е покрај коалицијата со Алијансата, тоа што се одлучи да подржи независен кандидат за Скопје, кое заедно со коалицијата со Алијансата ќе значи едно поместување на ВМРО, ДПМН кон центарот, што исто така мислам е добро за изборните процеси и демократијата во Македонија. И секако можеби големо и пријатно изненадување се независните кандидати. Не во смисла на квантитет, имаше повеќе анализи дека всушност ние имаме релативно доста независни кандидати во минатото, веројатно за прв пат имаме толку независни кандидати во големите општини, во големите урбани центри. Прво е тоа Куманово, каде што Максим Димитриевски ќе се обиде да освои повторно довербата на кумановци како независен кандидат, меѓутоа и во
Скопје имаме неколку независни кандидати и листи. Новина е дека веројатно за прв пат имаме групирање на независните листи на еколошка основа, значи зборам за зелен хуман град во Скопје, за шанса за центар во центар, за листата во Карпуш, за листата во Газибарба, за поинаку во Битола и за независната листа во Тетово. Значи мислам дека се збогатува понудата на политички опции кои нудат решенија за проблемите кои ги тиштат граѓаните. И не случајно еколошките опции се поактуелни во поголемите урбани центри, бидејќи во големите урбани центри како Скопје и скопските општини ми се чини дека екологијата е веќе второ прашање која ги тишти граѓаните, секако поврзано со тоа е и урбаното планирање, како урбаното планирање да се стави во една функција на поквалитетно живење. Од тука клековски прашањето колку големите теми ќе имаат влијание на локалните избори. Порано беше кај нас тоа е измешано, доминираат теми кои што немаат врска со локална политика, локална самоуправа, проблеми. Чи колку ковидот, колку Бугарија, колку Авганистан ќе влие, ќе биде доминантно во кампањата и ќе влие на гласачите, а колку локалните проблеми, локалните програми и личностите на кандидатите. Значи, не може да се исклучи едно пошироко влијание на севкупниот контекст. Претходните локални избори беа под големо влијание на драстично паѓање на довербата во ВМРО-ДПМН и така се случи да СДСМ победи во најголем дел од општините без разлика кои се кандидатите. Ја мислам дека на минатите избори некои од кандидатите на СДСМ самите се изненадија дека победија. Сега не сме во една таква ситуација, имаме една порамнотежена ситуација. Секако падот на рейтингот на СДСМ ќе влие на шансите на кандидатите. Растот на рейтингот на ВМРО исто така. Меѓутоа мислам дека оно што го имам обсервирано на повеќе избори, на локалните избори луѓето се одлучуваат за личности. Се случува во, например, во Скопје, каде што гласате за 4 листи, за градоначалник за Скопје, за совет за Скопје, за градоначалник на општината во која живеете и листа во општината во која живеете, еве Карпуш да кажеме, се случувало да на сите тие 4 листи луѓето различно гласаат. Значи имаат можност да гласат за својата партија, фаворизирана партија на општинските листи, меѓутоа сепак за градоначалник да се одлучат за оној градоначалник кој најмногу им ги уверува и им потврдува дека он ќе биде тој што може да ги реши локалните проблеми. Тоа се инфраструктурата, образованието, градинките и така натаму. Големите теми ќе влијат на партиските рейтинзи. Сигурно, меѓутоа мислам дека нема да влијат толку на кандидатурите на градоначалниците, со тоа што мислам дека и граѓаните веќе не наседнуваат, условно да кажам, на ветување за големи мегапроекти. Значи, ние се изнаслушавме, еве сме близко до 30 години независна Македонија, се изнаслушавме ветување, нели, од милиардата на Циле до 8 милиарди инвестицијски план на СДС на нова влада, не можеме 200 милиони евра капитални инвестиции годишно да спроведеме. Мислам дека граѓаните веќе нема да бидат мотивирани од големи ветувања за чудо дека ќе се направат, туку ќе бидат мотивирани од тоа која личност ќе им влие поголема сигурност дека имаат интегритет, дека се честни, дека ќе бидат добри домаќини на нивната општина, дека пред се тоа што е до сега направено ќе биде одржувано и зачувано, дека ќе биде зголемен зелениот и простор за луѓето во нашите општини, зборам за урбаните центри, за руралните центри, секако инфраструктурата, водоснабдување, канализации се приоритети. Значи, мислам дека
граѓаните ќе се изјаснуваат во состојба кој ќе биде подобар домаќин на нивната општина. Интересен момент, еве како некоја трета опција што се наметнува, левица, прво имаше најава дека само советнички листи, меѓутоа во значителен број општини излегуваат со кандидати за градоначалници. Па мислам дека левица го констатира падот на рейтингот на СДСМ и еден, условно кажам, обем на гласови на граѓани кои се незадоволни од постоечката влада на СДСМ и секако сака да се наметне и факторизира во една таква ситуација. Логично е, ако размислувате партиски, дека за да влезете во трка на локалните избори не е доволно да имате листа, туку можете да имате и кандидат за градоначалник, бидејќи низ кандидатот за градоначалник граѓаните ја гледат и партиската листа. И од тука мислам дека очекувано беше да во оваа фаза на профилирање на левица, бидејќи ова се малте не први локални избори на кои ќе излезе левица. Значи левица учествуваше на претходните избори, меѓутоа символично. Например, мислам, има неколку советници, општина Карпуш, мислам дека има еден советник од левица, меѓутоа тоа беше повеќе обид отколку учествува во локални избори. Левица реално за прв пат ќе учествува на локални избори сега, и очекувано е дека кога прв пат одите на избори да настапите сами, ама не само со листи, бидејќи тоа не е доволно. Можете да имате кандидати за градоначалници за да покажете дека сте сериозна понуда, а не било каква понуда. Мислам дека од тука нивната одлука да одат со Петар Георгиевски на изборите во Скопје е храбра и очекувана и мислам дека тоа ќе биде значено за профилирањето на левица. За крај, каква кампања очекува Клековски? Излезноста? Ќе има многу разочараност или пак ќе се држи во границите на тоа што се случуваше порано? 45-50%, над 50%? Види, значи, разочараност во мејнстрим партиите постои, меѓутоа има доволна понуда и на лево и на десно за да граѓаните што се незадоволни од постоечката ситуација да има начин како да го изразат тоа незадоволство. Поголем процент на излазност на избори секој значи протестно гласање, да не речам против гласање, така да во зависност од како ќе се комулира незадоволството од октомври, можам да кажам дека имаме два огромни предизвици, имаме COVID четврти дан и имаме попис. И мислам дека развојот на овие две полиња може да потикне дополнително незадоволство што ќе влие на зголемување на протестното гласање. Кампањата ќе биде фина, нежна или... Неколку градоначалници, вклучувајќи Душко Весковски, настапуваше на телевизија, веќе дека ќе водат кампања. Мислам дека сме ситни заморени од кампања каде што собственијата на СДСМ и ВПР изгледаат како да ги пичувал исчен. Значи сме уморни од кампањи кои ќе бидат насочени кон оценување на личноста, со измислени или полуизмислени факти и што кажуваме една безидејност што може да се понуди на позитивната кампања. Јас би сакал да партиите кои ќе го подпишат кодексот за фер избори на вистина го мислат тоа, не само да подпишат затоа што NDI или им дали или понатадено им дали таков документ да подпишат. Значи мислам дека сите ние како граѓани очекуваме да има една фер кампања во која ќе се натпреваруваме со идеи, а не со оценување на личност. Благодарам. Сашо Клековски во Стадион.
Стадион. Емисија за вашата вистина.